Таму гледаме полека како едно граѓанско движење за поддршка на Кочани преминува во политичко движење, каде од поддршка на ужасните жртви од ужасниот хорор во Кочани говорат за катни гаражи, водоводи, канализации, исполнети, неисполнети ветувања и се така во духот на локалните избори. Интензивно работам на проект кој ќе биде од историско значење на градот и ќе помогне директно за животот на секој еден жител на Кочани, историски, епски, драматично. Ќе го видоизмениме изгледот на подобро на градот Кочани. Едно здружение на граѓани преминувало во политичко движење. Кој е здружение на граѓани? Бидејќи родителите направија здружение на граѓани. Они го организираат марш на ангелите. Они ли прераснуваат у политичко движење? Они прераснуваат или сапорт Кочани по децава што се собра информатичари да пишуваат код за донации. Они прераснуваат. Или Мартин Мармаладо, човекот иде сам, зашто му погинале четворица другари. Пошто лажете и крадете и му погинаа четворица другари. Стварно е вам памет. Јас знаев дека они ќе пробуваат тактика, имаат стратегија, али ова, вака дека ќе излезат од контрола. Окава паника ќе им се створи. И вака ќе се однесува. Ова ја не сум очекувал, брат. Ова е надвор од секоја политичка логика. Надвор од секоја нормална човечка логика. Логично е да пробува владеачката партија или власта да намали штета по рейтингот да биде во некој кризен менеджмент. Нормално е. Меѓутоа ова е страшно. Ова е неочекувано, ова е страшно, ова е за Руанда незабележано. Ова не знам ја у кој режим е ова направено вака, брат. Него му се криви сега, жртвите му се криви. Зашто има жртви е проблемот. Они си сега криви.